потврдија присуство на... Ова беше неочекувано, добро. Сега можам во мојот природен тон да зборам. Добре. Службите потврдија присуство до 18 советници, што значи може да отвориме седницата врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа, член 16 и член 19 од Статутот на општината и член 60 став 3 од Деловникот на Советот на општина Карпаш е донесено решение за свикување 69-та вонредна седница на Советот на општина Карпаш. Пред да отварам расправа, химната на Република Македонија. Пред да отварам расправа за оправданоста за свикување на вонредната седница, ќе оповикам градоначалникот на чија иницијатива практично е свикана вонредната седница да појасни оправданоста за вонредноста на седницата. Повели градоначалникот. Поштовани советници, жал ми е што ве вознемируваме во текот на летната ферија, имајќи во предвид дека голем дел од вас или се на одмор или веќе се спремаат на одмор. Меѓутоа, пред 2 дена добивме во 15:30, мислам дека беше, мејл, изненадување од страна на Министерството за спорт и млади, во кој што ни известува дека владата на 17 јуни донела одлука да ја одземе салата на Омновски Борче. И јас морам да ви кажам дека сум изненаден од ова одлука, иако пред отприлика 30 на дена едно лице кое што работи во секретаријатот, генералниот секретаријат на владата, ми кажа дека точка на дневен ред на секретаријатот на владата беше било да одземање на спортската сала и знаете и тогаш ве запознавме со таа работа што има намера владата да ја прави, надевајќи се дека нема да дојде до таму да ја одземаат спортската сала. Прво, моето мислење е дека представници на две институции мора да имаат нормална комуникација. Без разлика дали се сакаат или не се сакаат. Значи, коректно беше да се повика општината или да се закаже заеднички состанок,
да се извести што намера има владата, односно Министерството за спорт и млади, и да седнеме, да разговараме, да видиме дали е тоа можно, ако е можно, како е можно и како да направиме, бидејќи ние во оваа спортска сала имаме своји вложувања, имаме издвојуван дел од буџетот, активно сме учествували при низината градба и секако дека тоа треба да го разрешиме. Јас ќе идам хронолошки. По предавање на салата од страна на владата на Република Македонија, потоа дојдовме ние, извршивме увид во салава, констатиравме дека салата е направена, ама има многу недостатоци. Што се недостатоците? Гледате и сами, нема радиатори за грејење. Нема ниту еден реквизит. Не е приклучена на парно грејење. Салата нема вентилација. Ај кажете ми, како овде ќе спортуваат спортисти, ќе се има интензивни надпревари, овде некојаш ќе има и 50 и 100 луѓе, ќе има и на 100 клубови. Јас знам кога сме тренирали на ние карате, по 100 луѓе, 120 доаѓале на тренинг. Можете замислите каква пареја се ствара и како може во 21 век да не биде решена и вентилацијата. Затоа што на времето оваа сала си имаше своја вентилација, кругови имаше, со кој што кога ќе се стопли многу се изнесува топлиот воздух и парејата надвор. Нема клупи, нема закачалки, нема буквално ништо. Осветлувањето, гледате, ние надвор го правевме и така натаму. Приклучоците на струја вода исто така ги правеше општина Карпош. Од господинот Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади и спорт, тогаш бев известен: абе Стефче, овие што ги прават проектите, секогаш ги прават со недостатоци. Јас морам да кажам дека во тоа верувам, затоа што и нашто ни ги прават проектите, нема веќе проектанти како што треба. Значи, иако е направен проект, иако е направена ревизија, сето тоа се прави доста, како да кажам, лесно, без посебно да се води сметка за секој детаљ и готово да немаме проект во кој што ние немаме потоа проблеми, а проектите и ги прават и ги ревидираат инженери. И тогаш ми рече тој дека ќе ја средат салата. Помина извесен период, повторно го барам. Наумче, те молам, докаде е работела, дали ова ќе се среди, што да правиме пред? Не се секире, ќе го средиме. Умеѓу време се распишуваат избори. Проаѓаат изборите на 17 јуни. Минатата година, 24-та, значи владата стапува на сила на 23-ти, ние на 17 јуни сме пратиле допис до Министерството за спорт и млади, дека овде во оваа сала има недостатоци, што да правиме понатака. Немаме одговор. Потоа некаде, дали беше во јули или беше во август месец, се слушнав со господинот Борко Ристевски и му ја објасни целата ситуација во спортската сала. Тој ми рече дека многу опашки такви му се оставени. Му реков: те молам, дојди заедно да отидеме у салата и да видиме што да правиме. Во смисла, ако тоа го прави Министерството за спорт и млади, да ни кажете како они ќе го средат. А ако не го прават, да ни кажат да си бараме чаре. Затоа што овие поправки, поставување на грејење, поврзување на грејење, правење на вентилација не е буцни прачка пи вино. Значи, ние мора да обезбедиме средства во буџет, мора да влезат во програма, мора да се распишат тендери, постапки мора да се спроведат, така натаму. Добро, Стефче, ќе дојдам, ќе се договориме, ќе дојдам да видиме. Помина повеќе од месец дена, го барам некрева телефон. Го барам повторно, некрева. Го барам по трет пат, некрева телефон, и на 20 и тамо кој 11 повторно праќам допис до Министерството за спорт и млади. Што правиме со спортската сала? Има многу недостатоци. Тогаш, за тоа што течеш, еве гледате како овде тече, ево гледате го. Овие работи гледате. Значи, плочите течат од озгора. Економскиот оператор го пратиле да поправи, ништо не поправи економскиот оператор. И потоа, знаете и сами, издвоивме средства за да обезбедиме колку толку минимум услови и реквизити за работа, за да може спортската сала да отпочне со работа. Умеѓу време доаѓа лето, веќе спортските клубови не тренираат внатре во спортските сали. Знаете, донесовме одлука колку да се наплатува, затоа што ако биде тоа бесплатно, како ќе воспоставиме ред кој ќе тренира, кој нема да тренира и така натаму. Значи, направивме да утринските
термини бидат многу поевтини, сабота и недела, другите термини нешто ударните да бидат нешто поскапи. Постапката е во тек и доаѓа ова изненадување од страна на владата на Република Македонија. Инаку, овој објект нам ни е даден во 2019 година со одлука на влада и е впишан во катастар, даден на трајно користење на општина Карпош. Значи во катастар стои и одлуката стои дека е дадено на трајно користење на општина Карпош. Мислам дека треба да искористиме сите правни лекови за оваа работа. Тие и во одлуката стои дека во рок од 8 дена, а одлуката стапува на сила на 20 јуни, да се изврши примопредавање. Примопредавањето не е извршено, тие ни пратија допис. Ја смислам дека треба да земеме став дека не сме подготвени да вршиме примопредавање, дека во спортската сала ние исто така имаме инвестирано, дека оваа спортска сала треба да остане на граѓаните на општина Карпош, да ја користат за своите потреби. Сакам искрено да зборуваме, многу искрено. Ова сала добивка нема да носи. Ова сала ќе носи загуби. Тие загуби ќе ги покрива општината Карпош. Шанса нема теоретска на принцип на пазарен принцип ова да функционира. Зашто ни една спортска сала не може да обстане и да речеме Борис Трајковски се вади некако со концерти и така натаму, ама нон-стоп кубури со пари. И ние нормално дека секоја година некои 100 до 150 000 евра треба да овде да даваме пари за парно, струја, вода, интернет врски, поправки и така натаму. Значи луѓето што треба да ги плаќаме овде треба човек прва смена, втора смена, треба чистачки, треба обезбедување. Ако ова го оставиме така, тоа ќе отиде у неповрат. Инаку, предпоставувам моделот кој што они ќе го применат е да ја дадат на некого под концесија. Тоа го сторија со дружбата на Рафет Моминовиќ. Видовте што се случи на крај. Од оваа спортска сала останаа само зидовите и само столбовите. Јас овде сум тренирал. Во оваа спортска сала беше одлична. Имаше овде раководство на салата кој што водеше сметка ги плаќаше, ги финансираше, значи Совка на град Скопје, значи комплетно реквизити, салата беше во добра состојба, храстов паркет имаше одоздола, значи ништо не и фалеше на оваа спортска сала, за да ние после толку години од страна на Рафет Моминовиќ и неговите пријатели, ова се остави буквално кој стигне да однесе паркет, да однесат реквизити и салата остана на ништо. Инаку ние со одлука на влада, местната заедница е сместена исто така овде кога е пренесувана на локална самоуправа, значи со одлука на влада, местната заедница е сместена канцеларија овде во Наумновски Борче спортската сала. Така да, моделот кој што го имаат и досега, навистина е несоодветен. Јас ќе ви дадам уште еден пример, почитувани колеги. Ваква слична спортска сала имаме во Чаир. Зошто во Чаир не ја зема таа спортска сала? Не сакам никој да ми се лути. Дали знаете дека во таа спортска сала не смеат да припарат? Не се ја стопанисуваат команданти. Зошто треба да посегнат рака по ова што е во Карпош и што им припаѓа на граѓаните на општина Карпош? А јас сега, и замислете, вчера ми одговори министерот за спорт и млади, ми вели дека ние сме покажани негрижа кон спортската сала, дека сме се однесувале кон незе неодговорно, а на крај сам пишува дека недостатоците што постојат во салата, они ќе ги санираат. И одземаат салата. Сега честно да ме прашам. Постои ли граѓанин на општина Карпош, не за мене, кој се за општината, смета дека ние било кој објект што сме го зеле, ни го дала државата нам, а не сме го направиле многократно поубав. И подобар, и пофункционален, и поефикасен, и енергетски поефикасен, значи од секој поглед. Погледнете ги училиштата, погледнете ги градинките, па и местните заедници, во сите тоалети сме реновирали и така натаму. Да не зборуваме за општинската зграда што ја правиме, колку општини и натаму продолжуваат да живеат и да битисуваат во бараки, вклучувајќи го и градот Скопје, општина Карпош каква зграда прави. Значи,
апсолутно не држи образложение дека општина Карпош се однесувала кон објект неодговорно. Напротив, се што добила од државата општина Карпош, кон се однесувала максимално домакински, онака како што треба, и секој објект, иако општина Карпош немала обврска за инвестициони вложувања, сегде издвоила многу пари, а досега над 8 милиона евра сме издвоиле токму за објекти што ни ги дава владата на Република Македонија, за да тоа функционира онака како што треба. Да не должиме за струи, за води, за како се вика, за парно грејење. Градинките и односно училиштата ни ги предадоа со 50 милиона денари долг за парно грејење. Сето тоа кредит земавме и од кредитот 47 милиона денари Кари Костов ни одвои за да се наплати за парно грејење. Значи ние секогаш домакински одговорно сме се однесувале кон секој објект и јас на крајот само ви прашав. Кажете ми, колеги, слободно, што јас како градоначалник или ние како општина погрешивме во однесувањето кон оваа сала или во односот и комуникацијата кон Министерството за спорт и млади или кон владата на Република Македонија? Ако тие на почетокот ни каже, ние имавме толку пари, буџетот е завршен, салата ви ја предадовме, натаму како ќе правите, што ќе правите, тоа е ваша работа. Ние уште минатиот буџет ќе издвоивме 2-3 милиона денари на се што двоиме. Така ли е? Како што издвојуваме пари за општинската зграда, колку треба даваме, ќе издвоивме и за ова и ќе решевме комплетно целата спортска сала. А начинот на кој што тие постапуваа, ќе биде или добро ќе биде, па постоа не кренеме телефони, за на крај да видиме дека во суштина се криела една нечесна намера кон граѓаните на општина Карпош. Ете, тоа е причината зошто сакам да ја денешната седница на влада да ја, односно на општина Карпош да ја свикаме и советот да донесе соодветна одлука, затоа што ова општина има свое раководство. Како што владата има свое раководство, така и општината има свое раководство и било коректно да седнеме како нормални цивилизирани луѓе, без да се расправаме, да видиме како ќе, ако веќе ја зимат, што ќе правиме и како тоа ќе го направиме. Ваквиот начин апсолутно е несоодветен. Благодарам. Отварам расправа по оправданоста за свикувањето, да го видов, за вонредна седница. Повеле Христо. Благодарам, председателе, почитувани градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани вработени во стручните служби во општина Карпош. Вчера кога ми стигна известувањето за денешната седница, најпред помислив дека градоначалникот ја свика ова воредна седница за ребалансот, така ни најави прошлата седница, пошто ни биле одобрени проектите. На крај да ги отворам материјалите и да видам дека се работи за одлуката за Партизан салата. Ај вака сега да се разбереме малце и да објасниме на граѓаните и на јавноста на сите. Спортската сала Наум Нумовски Борче, Партизан, е во државна собственост и нели следствено на тоа државата одлучува кој и како ќе управува со државниот имот. Салата Партизан е реконструирана по проект, нели доставен од страна на општината, и нашите информации се дека проектот имал низа недостатоци, недоследности, но и покрај тоа во текот на градбата се изведувале работи кои не се опфатани во проектот и оправдано, нормално, со цел салата Партизан да биде реконструирана по сите прописи, по сите стандарди. Сега по пат на овие случувања, нели као готово сега ни ја земаа салата, тука седници, закажуваме воредни од денес за утре и така натаму, сакаме и ние, нели сме должни како советници, да ја чувствувам лично да укажам неколку работи. Во изминатиот период упатувавте негодување, нели, кон владата и министерството во кои правите проценка дека салата е неупотреблива, но тука сме да ве подсетиме дека овој објект беше нели целосно реконструиран со средства од државата и по завршен технички прием стоеше затворен повеќе од
година дена, 16 месеци, не знам колку точно, се сечеа надвор ленти, камери, предизбори, се случува времепродавање. Исто така, сакаме да ја кажеме на јавноста и на советниците дека Министерството и државата два пати го испраќал економскиот оператор за да ја санира салата и сите оние недостатоци кои ги спомена и градоначалникот се појавиле и затоа што фактот дека салата повеќе стои повеќе од година дена затворена. Причините се јасни. Сакам да го запрашаме ви градоначалникот дали вие лично преземавте чекори кон овој објект да биде ставен во функција. Тоа е моето прашање. Сега, зошто општината и градоначалникот не преземале ништо, следствено на тоа следи ова одлука. Тоа е ненормално. И за крај, нема да должам многу, да им кажам на сите овде што сме денес, на советниците, да им се обратам на граѓаните дека салата Наум-Наумовски Борче Партизан со владени од страна на владата, со преземањето на објектот ќе се отстранат сите недостатоци. Многу брзо и многу брзо ќе биде ставена во функција за сите граѓани на оваа општина. Ви благодарам. Колеги, само секунда да се чуеме. Во моментов расправаме оправдано за свикување на седницата, не водиме материјална расправа по точката или владината одлука, чисто да ви појаснам. За процедурално се јавени Славко, Татјана, за истото? Аха, добро, значи сакавте, се разбравме, готово. Дали некој друг бара збор по оправданоста за свикување на седницата? Не. Добро, затварам расправа за усвојувањето на оправданоста и ја ставам гласање оправданоста за свикување на седницата. Кој е за? Ве молам држате подолго рака, затоа што сте на исто ниво и малку тешко се брои. Против? Воздржани? Констатираме дека со 12 гласа за и ништо понатаму е усвоена оправданост за свикување на вонредната седница. По дневниот ред не се дискутира на вонредни седници, така што ќе преминам веднаш на расправа по првата единствена точка на дневниот ред, предлог заклучок за усвојување на информација за донесена одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за спорт од Влада на Република Македонија. Дали нека бара збор по точката? Повели Невена. Почитувани присутни, прво би сакала да прашам зошто оваа одлука нема образложение. Значи, тотално е нејасно под кои причини владата бара повторно да ја стави во користење. Сега слушнавме неформални разговори и градоначалникот како слушнал и од колегите од ВМРО, од кои причини сега салата се сакаат повторно да ја земат. Сметам дека не е во ред. Значи, во овој период од 2 години, како носиме одлуки, избориме за салава, ако имало некој проблем да салата не се управува добро, требаше се каже на време. Требало да се предупреди општината пред да се даваат средства од буџет. Сите ние ги гласавме одлуките за давање средства, програмата за спорт, за одвојување за салата. Значи, ние како совет сме доведени овдека во ситуација да бидеме буквално минорни. Никој не ги уважува, јас зборам за советот. Никој не уважил нас како некое тело кој овде носи одлуки, а не биле непотребни затоа зашто салата била несоодветно управување. И сега морам да му реплицирам на колегата. Салата не ја градела државата. Државата не е владата. Државата е народот. Салата е градена од пари на народот. И салата треба да остане за народот. Мене ме интересира дали владата има план како ќе ја стопанисува оваа сала. И дали тој ќе биде за јавен интерес. Ние во општинава разговаравме, ја не сум толку за издавање, меѓутоа во однос на она све што треба да се вложи, во ред една година може или 2, додека да видиме какви се средствата и како може да се располага. Потоа треба да биде оваа сала на користење што може повеќе и достапна до народот и до овие деца што тука живеат во околината. И најдобро стопанисува локалното население, затоа зашто ние сме тука и гледаме што се случува. Ја неколку пати алармирав во однос на оградата, дека е исечена оградата. Значи,
Мислам дека салата треба да остане во владение на општината и мислам дека треба да се искористат сите правни можности да се оспори. Во однос на Законот за управна постапка видов дека секој управен акт треба да има образложение. Има исклучок во член 93, мислам беше, во тој исклучок не влегуваме ние како случај, така да навистина би сакала, ако стварно е вистина тоа што го кажувате дека не е доследно спроведувана, треба да има едно писмено образложение и ние да знаеме овде од кои причини ни сме доведени во вакви ситуации. Ви благодарам. Адријана се јави за реплика, па Татјана за збор претпоставувам. Така, Татјана? Кој крена рака тука? Ти? После Адријана. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, председател на совет. Почитувана колешка Невена, и јас имам неколку недоумици во контекст на вашето излагање. Да, салата е градена од народот, но со неа е во собственост на државата. И државата стопанисува и одлучува кому ќе ја даде на користење салата. И сега јас малку ми е нејасно, значи салава години наназад не беше во функција. Сите знаеме во каква ситуација беше. Нашата советничка група уште на почетокот на мандатот побара дури со амандман предлог да се вложат средства да се реконструира оваа сала. Градоначалникот рече дека нема доволно средства, но дека ќе го има во предвид и така натаму и така натаму. Не напаѓам, само кажувам факти како се одвива работите. Пред неколку години владата ја додели на користење на општина Карпош. Градоначалникот сега истакна дека немаме доволно средства, дека салата е нерентабилна, дека општината треба да ги дополнува недостатоците финансиски на така натаму и така натаму. Тоа укажува на тоа дека доколку општината не може да стопанисува со салата, логично и следно е тој што во чија собственост, односно во собственост на државата, да стопанисува со неа. А салата не се одзима од граѓаните на Карпош. Пак, за да се тргнат пајажиниве горе, треба само една метра. Да, треба и радиатори, треба и вентилација, треба и се. Доколку не може општина Карпош да вложи средства, треба да вложи државата, не повторно да се остави и ова што е нешто направено да се доуништи, бидејќи ако не е рентабилна и ако ние не можеме да го издржиме тоа финансиски, ова за неколку години ќе се уништи. И напротив, доколку се вложи во неа и доколку се стави во потполна функција да работи во полна пареа, ќе имаат бенефиците граѓани на Карпош. Јас не сум разговарала подносна точкава со министерот за спорт, господинот Борко Ристовски, но познавајќи го како срцето го ставаше на терен додека беше репрезентативец, верувам дека ќе даде се од себе за да ја стави во функција оваа сала. Прво, второ, не знам зошто е вознемиреноста, што ќе може да се направи и ние како совет и самата општина за неколку месеци до избори. Ништо не може да направат. Нити средства има, како што рече градоначалникот, ниту ништо. Дајте да ја отстапиме, нека направат ништо, ќе имаме сите бенефит. И нашите деца, и вашите, сите карпошани ќе имаат бенефит. И клубовите, и рекреативни спортови, и така натаму, и така натаму. Благодарам. Реплика, контрареплика имаш, извини, тебе ти реплицираш. Не сум навикнат на оваа динамика. Значи, во однос на тоа дека владата за неколку месеци ќе направи нешто, значи би верувала само ако имаше образложение и план како ќе стопанисува со салата. Јас сум вознемирена во однос на тоа што ова се прави пред избори. И доколку сметате дека не се работело како што треба, избори идат за неколку месеци, вие најавувате дека вашиот кандидат е најдобар. Зар тоа значи дека тој нема добро да стопанисува со салава? Или треба некој да ја поправи, па повторно да се врати на општинава и ќе си правиме во зависност? Значи, јас моментално стварно не сваќам во однос на тоа кој е власт, дека треба владата да има различни мислења. Значи, нати го дај ми го работава, мислам, многу е несериозна. И сега, ако не победи ваш кандидат, ќе остане под државата, доека не се смени владата, па пак ќе го добиеме и ќе правиме нати го дај ми го и нема да имаме континуитет во работата. Општината беше, значи, 2 години буџети носиме, се расправаме колку пари, зашто? За салава воопшто не стана збор.
Ако требаше, зошто еве како неколку пати не беше посочено дека се барало разговори да се контактира во однос на тоа на вложувањето. Зашто тогаш не беше одземена? Значи, ако пред 2 години или пред 1 година се одземеше салава, и ако за 3 месеци ја ставеа во функција, сега немаше да биеме тука да расправаме. Може ќе игравме кошарка или децата ќе ни играат кошарка. Благодарам. Адријана, чекай малку. Не може контра на контра и вечен диалог да се имат. Не. Ти имаш реплика према Невена. Пишана си, после Татјана и мене за збор. Пишана си веќе. Многу кратко би сакала да направам забелешка во одлуката. Не приметив дека стои дека Советот дава потполна поддршка и за натамошно правно постапување од страна на општината за да не дозволиме превземање на салата. Би сакала некако да се наведе во одлуката и тоа дека даваме и комплетна поддршка за сите понатамошни судски постапки, дека имаат поддршка од нас. А извината колеги од советници од ВМРО, навистина сум ве почитувала, но овакво избирање да бидете пресе членови на партија наместо жители на Карпош, навистина ме разочара. Почитувани колеги, почитувана администрација, почитуван градоначалник, јас искрено кажано сум малку шокиран од владината одлука и овој збор сега сакам да знаете, колеги од ВМРО ДПМН, дека ова не е обраќање према вас како група, како индивидуи, ниту пак искрено кажано валја и како партија. Ова е стрикно владина одлука и јас имам право да искритикувам како не само советник, поточно представник на граѓаните на општина Карпош, туку и како индивидуа која што го има поминато живото тука. Пред се морам да кажам дека една од ретките правилни позитивни одлуки што минатата влада ги донесе беше предавање на салата на владение на општината. Го правите, владата ова во моментов го прави стрикно за некој си глуп пиар момент, ќе сликнат, ете има пајажина, општината не работи ништо, ние затоа превземавме, гласите за нашиот, ние ќе ја оправиме. Не можеме така да функционираме веќе. Не знам како да ви го објаснам дека со такви трикови на популизам имаме влезено во една спирала која што само не тера надоле. Значи, владата ќе инвестирала во салата. Колеги, да бидеме реални, владата веќе година дена под конституирана, не е инвестирано во Карпош ништо. Освен кредитот, кој што е пак на барање на проекти од општината, освен кредитот нема никаква инвестиција. Ние пред некој месец, не знам дали разбирате, дека општината и министерството се расправа кој треба и кој не треба ги плаќа сметките у школите. И сега на ова превземање, ја не можам да го перцепирам како позитивен обид за да се сработи нешто во име на граѓаните, затоа што искрено кажано, ние имаме лошата среќа во Карпош, градоначалници и совети да се владеени од луѓе кои што од погрешната партија, условно речено, поточно се во опозиција, не се во власт, и граѓаните на општина Карпош континуирано патат ради тоа. Владата не си ги превзема врските финансиски, владата одбива проекти, владата превзема објекти сега. Значи, кој е поентата? И со кој образ утре ќе се искача, ама ние мислиме добро на граѓаните. На кој начин? Што значат веќе зборови кога актите на сите кои што владееле до сега покажале дека на никој нема гајле за карпошани веќе. На крај краеви, кога веќе никој нема гајле за карпошани, дај луѓето што се избрани од комшиите, тие да владеат со Карпош. Ова веќе нема никаква логика, да знаете. Имам реплика према мене или за збор или реплика? Повелите. За збор? Почитувам градоначалник, почитувам председател, колеги советници. Председателе, вие направите драма дека како при преземање од Министерството за спорт
ќе ставиме клуч на врата овдека и дека стадото веќе нема се користи. Се разбира дека Министерството за спорт има добра намера. Се разбира дека и понатаму граѓаните на Карпуш ќе користат оваа сала. Се разбира дека клубовите на територија на општина Карпуш, спортистите на територија Карпуш ќе ја користат оваа сала. Рековте за година дена ништо нема направено Министерството за спорт. Тоа во целост ве демонтирам. За овие година дена има направено безброј проекти во интерес за спортот. Сакам да кажам дека идејата за Министерството на спорт е искрена, се во интерес на граѓаните на Карпуш и во интерес на спортот. Благодарам. Имам контрареплика, па... Колега, прво да морам да ви појаснам дека аз не реков Министерството, цела влада. Не Министерството, цела влада. Не, чисто ја да си... Може само контрарепликата се завршам или нешто във врска со мојата контрареплика. Ајде да се чуеме во молба. Второ, јас не сум во позиција да сомневам во надежи, идеали, намери и слично. Јас ценам по акти. Актите се тие. Владата е веќе година дена, за Карпуш нема направено ништо. Зошто би мислел дека добрите намери би значеле нешто кога акциите се нула? Ме разбираш што сакам да кажам? Че ја немам проблем, искрено кажам, не знам дали сте приметили, ама се немам критикувано нешто многу оваа влада. Делумно затоа што не ми се замара толку многу со политика, делумно и затоа што некои работи ги прави кои што треба. Ама ова е глупост. И назначен сум да кога ќе гледам глупост да ја кажам дека е глупост. Не разбирате? И на крај крајеви, баш ги гледав и материјалите. Значи, минатата влада побарала мислења, консултации, имала процедура. Оваа влада да испадне по-нетранспарентна во процедурите од минатата, ја стварно мислам дека самите себе си се вреѓаат со вакви потези, ме разбирате? Штовани колеги, двамар да поменај. Го гледам колегата Предраг овде голта да каже, ајде колега искочи, кажи еден проект кој што Борко го направил и го финансирал. Многу битни проекти и така натаму. Кажуваш, не ми е јасно како се однесувате вака, се ставате во одбранбена позиција на нешто на што не се брани. Што е тоа што ќе направи Агенција за млади и спорт за оваа сала, а што е тоа што општината Карпуш нема да направи? Колешке, рековте, сме рекле дека е нерентабилна. Да, е нерентабилна. Ама да, се нерентабилни градинките. Се нерентабилни и училиштата. 8 милиона евра сме дали. Што не ги земете градинките и школите. Јавно ви беше соопштено дека помалку пари давате за парно грејење, за струја и за се останато. Што не се ги земете школите назад? Што не ги поправате крововите? На Јана Москоменски тече крво, што не го поправите сега? Што не ги скречите школите? И тие носат загуба што не ги земете нив. Колегата Саракинов, гледате ли, срамно. Значи, зема чита што му спремило Министерството за млади и спорт, што му пратило, и тоа го чита без да има свое мислење. Значи, имаме лоботомија, не размислуваме во интерес како е на општината, од кој секој месец земаш 30.000 денари паушал, мислиш како мисли господинот Борко, како ни пишал, така ни пишал. Па сега, колеги, да ве прашам вака. Пошто кажуваш и пошто владата вика дека она веднаш ќе ги санирала сите недостатоци на салата, па зашто не го направи тоа до сега? Зашто не го направи? Затоа што ние сме биле проактивни. Колеги, дали јас вас ве донесов во спортската сала да ја видите? Пред колку месеци беше овде?
да ги видите недостатоците, дали сте за све транспарентно известени. Сега да вратиме назад хронолошки. Салата ни е предадена во декември 23 година. Ги констатираме недостатоците. Комуницираме со директорот на Агенција за млади и спорт. Ветува дека ќе превземат и ќе биде се направено како што треба. Комуницирам по втор пат, комуницирам по трет пат. Во февруари, на 24 февруари се распишуваат избори. Значи имаме временска размах од 2 месеца и нешто. Се распишуваат избори. На 17 јуни повторно по изборите реагирам до владата. Во август месец го бара министерот за спорт. Повторно му реагирам. И се договараме да дојде да видиме што правиме. Ниту еден момент општината Карпош не рекла: ние нема да ставиме радиатори, ние нема да поврземе на парно, ние нема ништо да направиме. Не интересира. Ние сме рекле што правиме. Дали ви, уосталом да ве прашам вака, можно е во проектот да стои парно грејење, а некој да не ги ставил радиаторите? Можно е во проектот да стојат рип столи, а некој да не ги ставил? Во проектот може да стои дека има кошеви и голови така натаму, некој да не ги ставил? Можно е, треба да седнеме тоа да го разграничиме. Значи, покрај разговорот со министерот, кој што рече дека ќе дојдете и да видиме што ќе правиме, ако рече нема пари, во реду, ќе бараме чаре ние. Министерката со образование ми рече: Стевче, немам пари, снаоѓај се како знаеш. Дали ги ставивме школите да не платат парно грејење? Дали ги ставивме школите да не платат парно грејење? Поштено и честно ми каже: немам пари. Толку. Овде гледате што се прави. Не се даваат пари, не се вика ни да ни не. Продолжете вие, натаму ваша собственост е, како ќе терате така, не дава неодредени одговори, не одговара на позиви, не одговара на писма што ги праќаме и сега вика: ние кој ќе ја земеме, одмак ќе ја направиме. Сега бидејќи вика дека не сме ја ставиле во функција, почитувани колеги, срамота, ама ќе покажам вака, ставена е во функција. Каде се одржува спортските надпревари меѓу учениците училиштата овде? Од крај на март до мај месец, каде се одвиваа? Каде ги делевме пехарите? Овде во оваа сала. Салата сме ја ставиле во функција. И ние во ниеден момент не сме рекле: ние нема да инвестираме. Но само сме барале владата да каже дали ќе си го дозаврши или нема да го дозаврши проектот. Дали им е тоа пропуст или не. И сами кажавте дека проектот ние сме го направиле. Значи, ние сме аплицирале со проектот за да ги добиеме тие средства. И не е точно дека владата, ако ние сме аплицирали, сега ќе ми кажете вака дека владата ја прави градинката. Ќе ми кажете дека патиштата владата ги прави. Дека другите владата, ако не даеме ние проект, што ќе прави на мајка ѝ? Значи, општината аплицирала со проекти. И затоа мислам дека срамно е да се брани нешто што не се брани и срамно е да не се застане на страна на општината. Мислам дека треба да ја донесеме одлуката која што општината Карпош, Советот на општина Карпош се противи на одлуката на владата да уземе салата на Новоски Борче, имајќи во предвид дека таа има недостатоци, но салата е ставена во функција, таа функционира и од друга страна, сите ве гледам сега се ладите вака. Ај влезте натре 100 луѓе да играте сега, да видиме как ќе биде тоа. Без никаква вентилација. Благодарам. Славко за процедурално е, па Адријана за збора јавена. И наред. Почитувани колеги, почнавме да наблегуваме више у политички кампањи. Јасна е потребата за салава да остане во собственост на општина Карпош и би сакал Советот на општина Карпош да има контрола над понатамошното работење, да не испадне дали сега малце извини да е баш процедурално, ама утре ние ќе имаме одврзани раце да кажеме не за издавање на салата на приватни субјекти, него да се стопенисуваме сами. Ако ја дадеме, немаме више никакви шанси да влијаеме врз тоа. Ве молам да завршиме со политичките кампањи, малце сме сите обрзани и јас септен, ако може да изгласаме, да верувате одлуката и да продолжиме пратак. Ви благодарам. Повели Адријана. Колеги, како ја ispolitizиравте работава, ја однесовте во сосема друг правец. Значи, воопшто немав намера ниту да политизирам, ниту нешто
несоодветно да се зборува од оваа говорница. Сакам на градоначалникот да му кажам дека училиштата се во собственост на општина Карпош, бидејќи општина Карпош е основач, а не државата. Во случајов собственост на салата Партизан е државата. Бидејќи исполитизиравте целата работа, еве ќе ви кажам дека ако и не напаѓате дека ние не размислуваме со своја глава, дека сме лоботомирани, тоа се сериозни навреди, ние за неколку месеци ќе има локални избори, ќе има градоначалник општина Карпош од дојдете на ВМРО ДПМН. Па ако ја сакавме да политизираме, ќе оставевме тој да ја стопанисува. Јас се поведов од одговорот на градоначалникот дека кажа дека салата е нерентабилна и дека не може да општината Карпош да го издржи стопанисувањето. Прво, второ, градоначалникот рече дека е ставена во функција. Само сакам да ви кажам, оваа сала треба функцијата да ја биде тренинзи и надпревари, не да држиме седници на совет. Намената на салата е спортска, а не политичка за седници на совет. Добро. Шо? Добро, пауза 5 минути. Да. Заклучок за усвојување информација за донесената одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за спорт од владата на Република Северна Македонија и мислење на Советот на општина Карпош по истата. Со овој заклучок се усвојува информацијата од градоначалникот на општина Карпош за донесената одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за спорт од владата на Република Северна Македонија, со која што општина Карпош престанува да биде корисник на спортската сала на Наум-Нумовски Борча Партизан. Советот на општина Карпош се противи на донесената одлука од причина што општината има направено значителни финансиски вложувања во овој објект, кој има суштинско значење за спортскиот и општествениот живот на жителите на општина Карпош. Дополнително веќе се донесени усвоени одлуки од страна на Советот со кои одредени делови од спортската сала се дадени на користење, како со, така и без надомест. Советот на општина Карпош особено се противи на начинот на донесувањето на предметната одлука и оценува како штетна, донесена без консултација и побарано мислење од општината. Советот на општина Карпош ги задолжува стручните служби на општина Карпош и градоначалникот на општина Карпош да поведат постапка пред надлежните органи. Овој заклучок стапува на сила со денот на донесување, а ќе се објави во службен гласник на општина Карпош. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, кој затварам претресот, ја ставам точката на гласање, така како што измената и ја прочита Јелена. Кој е за? Против? Воздржани? Против. Воздржани? Констатираме дека со 14 гласа за и 7 против е усвоен предлог заклучокот. Со тоа дневниот ред исцрпен, ја затварам седницата. Фала ви на присуствието.